Колеги, може? Не. Момент. Ајде, нема да не се многу. Нормално. Можеме? Да, јас да ги Може? Да. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Денес каде сме во посета на СВР Битола, претходно на полициската станица во Прилеп. Тоа е дел од посетите кои што ги правиме, се со цел да се запознаеме со стојбите на подрачјата на СВР, на полициската станица, да се запознаеме со проблемите кои што ги имаат полицајците, вработените во Министерството за внатрешни работи и воедно да им дадеме поддршка. Мислам дека на ваков начин, преку взаемна комуникација, непосредна, ќе можеме да ги детектираме сите проблеми и да бараме решенија. Во СВР Битола, а исто така претходно и во полициската станица во Прилеп, бев информиран и брифиран за состојбите, за безбедносната состојба која што е стабилна, за ефикасноста на полицијата, која што морам да кажам дека во 2016 година се зголемува ефикасноста, што е добро и представува интерес и на граѓаните на Република Македонија и на Министерството за внатрешни работи. Интенцијата е да навистина се врати довербата кај полицијата, односно кај граѓаните во полицијата, и тоа исто така да и македонските полицајци работат во интерес на граѓаните, во интерес на остварувањето на безбедноста во Битола и во овој регион. Наистина сметам дека проблемот кој што го имаат пред се со недостаток на полицајци, на основниот кадар што е потребен, треба да се надминува понатаму. Исто така имаме проблеми од материјално-технички средства кои што ќе наоѓаме начин да се надминуваат во наредниот период. Најважното е да посветиме сериозно внимание на професионалноста на полицијата и на департизацијата на полицијата, и тоа е порака која што денеска ја упатив и до началникот и до сите старешини во СВР Битола, во полициска станица во Прилеп. Таа порака треба да биде и до граѓаните дека не сме ниту еден да злоупотребува сопствена позиција за партиски интереси, туку напротив треба да биде во рамките на спроведувањето на општиот интерес, на интересот на граѓаните. Впрочем, тие ја финансираат и државната администрација и полицијата воопшто. Едно јасно дека сите заедно мораме да се бориме, да имаме неселективна борба против криминалот и корупцијата. Во тој поглед навистина има добри вести овде во секторот за внатрешни работи од Битола, за кој што во наредните денови ќе бидете и подетално информирани, така да таа енергија, таа пожртвуваност треба да ја надоградуваме и во натамошниот период и навистина да бидат задоволни и припадниците на Министерството за внатрешни работи, и тоа да бидат задоволни граѓаните на Република Македонија. Министре, специјалното јавно обвинителство објави една листа на институции кои одбиваат да соработуваат со нив, односно не им ги дават информациите што тие ги бараат. Меѓу нив е и петтата управа на УБК и одделението за заштита на сведоци, кои што се во надлежност на МВР. Имате за информации и дали ќе преземете нешто? Прво, секој во Република Македонија мора да направи се да функционира и специјалното јавно обвинителство и воопшто јавно обвинителство во Република Македонија. Посебно заради тоа што специјалното јавно обвинителство е една независна институција во која што најголемиот број на граѓаните во Република Македонија имаат доверба, меѓутоа ги имаат и најголемите очекувања. И во тој дел мораме сите заеднички да направиме се да им помогнеме на овие институции. Се работи за изолирани два случаи. Едниот е во единицата за заштита на сведоци и во петата управа. Тоа е можеби и нормално во една ваква ситуација. Станува збор за некои класифицирани документи, и тоа ја очекувам дека тој проблем мора да се надмине во иднина и да се обезбедат потребните податоци кои што се на специјалното јавно обвинителство за да може да продолжи со активност. Споменавте дека има недостиг на кадар, се очекуваат нови вработувања во полицијата? Вие знаете дека имаше неколку конкурси веќе кои што се дел на обука, приправници и така натаму. Меѓутоа, стратешки пристап мора да имаме во однос на ова прашање, заради тоа што ако имаме недостаток на кадар, ако имаме мала подполнетост на полициските станици, тогаш нелогично е да се очекуваат и зголемени резултати кои што
треба да ги остваруваат полициските станици. Во тој дел ќе мора Министерството за внатрешни работи да направи еден стратешки пристап да се обезбеди ниво на конзистентност, односно примање на полициски службеници и полицајци за потребите на Министерството за внатрешни работи, се со цел да ги остваруваат основните надлежности кои што ги има Министерството, а тоа е очувувањето на стабилноста и безбедноста во државата. Во некои медии излега информација дека околу држави градителните капацитети да се остават бегалци. Имате информација за тоа и постои ли можност нова и дел од границата за потенцијални бегалски кампи? Бегалската криза е сериозно прашање, криза која што не ја создаде Македонија, ниту може сама да ја реши. Таа мора да се решава врз непосредна комуникација и координација, а кога се работи за криза од ваков обем, сите можни варијанти, алтернативи треба да ни бидат во предвид. И тоа јас очекувам дека главниот коридор Гевгелија Куманово Србија понатаму ќе профункционира благодарение на меѓусебната комуникација, меѓутоа и искреност во постапувањето, заради тоа што Република Македонија не е членка на Европската унија, меѓутоа сака да ги почитува одлуките кои што ќе значат јасна и прецизна одлука во однос на тоа како ќе се одвива бегалската криза. Тоа е врвен приоритет, меѓутоа многу позначаен приоритет за мене како министер за внатрешни работи и за Република Македонија е да ја сочуваме безбедноста и стабилноста на граѓаните на Република Македонија, на државата и да ги сочуваме македонските полицајци од разни напади кои што ги имаме. Јас ја разбирам причината да бегалците бараат да поминат или транзитираат низ Република Македонија, и тоа никако не можам да разбирам дека при тоа транзитирање треба да бидат нападнати полицајците. И во тој дел мислам дека правиме сериозни напори, така ќе продолжиме понатаму да имаме меѓусебна заедничка координација и комуникација која што ќе биде општи интерес за сите држави од регионот и Европската. Благодарам. Ви благодарам.